Во првата македонска фудбалска лига се одигра 22-то голо. Вардар на домашен терен се избори за убедлива победа од 3:0 против Брегалница од Штип. Највозбудлива беше во Кратово, каде селекција пречека за брефтаната Шкендија. Гостите од Тетова забележаа победа од 3:2. Турнова успеа да го избегне поразот и да излече реми против Пелистер 2:2. Поголемата победа над Вардар, Металург славеше на гостувањето во Буговиње против Дрита со 1:2. Тетекс пак славеше значајна победа пред своите гледачи против Напредок со 1:0. Следното 23-то коло на програмата се игра веќе в среда, кога е закажано и градското дерби помеѓу Вардар и Работнички. Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром се староновите освојувачи на кошаркарскиот куп на Македонија. Во одлична атмосфера, во спортскиот центар Борис Трајковски, МЗТ Скопје и Куманово одигра атрактивен и доста неизвестен финален натпревар, кој на крајот им припадна на избраниците на Алеш Пипан за одбрана на трофеот во Купот на Македонија со конечен резултат од 79-71. Одличниот натпревар, кој беше генерално изедначен во поголемиот негов тек, сепак го добија кошаркарите на МЗТ Скопје за 6ти куп трофеј во клубската историја. Дамјан Стојановски со 20 поени беше најпрецизен во тимот на МЗТ, а со двоцифрен број на поени завршија и Чековски и Бакич, како и Гечевски. Урош Луковиќ оствари дабл-дабл учинок за Куманово со 22 поени, 14 скокови, а меѓу најдобрите кај Куманово беа и Костовски со 16 и Димчевски со 10 поени. По завршувањето на средбата, кошаркарите Дамјан Стојановски и Александар Костовски го поделија MVP признанието за најдобар кошаркар на турнирот. Овие двајца кошаркари беа носители на успешниот настап во овогодинешното издание на Купот на Македонија за своите екипи. МЗТ Скопје со освојувањето на трофеот, а Куманово со првиот освоен медал во домашните надпреварувања во историјата на клубот. Енди Мареј победи на турнирот од Мастер серијата во Мајами, откако во возбудив меч го совлада Давид Ферер со 2:1 во сетови 2-6, 6-4 и 7-6. До деветата титула на турнирите од Мастер серијата, вкупно 26-та во кариерата, Мареј стигна по 2 часа и 45 минути игра. Шпанецот одлично го започна мечот, доминираше во сите елементи од играта и изненадувачки лесно со 6:2 го освои првиот сет. Мареј возврати во вториот откако направи еден брейк што му беше доволно за издрмнување на резултатот. Третиот сет донесе најмногу возбудување. Мареј со брейк стигна до 5
24 сервираше за победа, но Ферес се врати и изравни на 5:5. Победникот потоа се решаваше во тај-брекот во кој Мајрес со импресивна серија стигна до 7:1 и до титулата. Британецот со победата во Мајами го мина Роџер Федерер на второто место на најновата ATP ранглиста. Кај дамите до титулата исто така во 3 сета стигна Серена Вилијамс, која со 2:1 во сетови со пресвртија победи Марија Шарапова со 4:6, 6:3, 6:0. За Серена ова беше рекордна 6-та победа на мастерсот во Мајами, каде што славеше и во 2002, 3, 4, 7 и 8 година, додека во 2009 година во финалето загуби од Азаренка. Серена собори 2 рекорда, стана најстарата тенисерка која го освоила турнирот и ја мина Штефи Граф, која 5 пати го подигаше пехарот на овој турнир. За Шарапова ова беше уште едно разочарувачко финале во Мајами. Русинката по 5 пат загуби во мечот за титулата, а го претрпе 11-тиот пораз поред од Серена Вилијамс. За титулата американката инкасираше $724,000 и 1000 ВТА бодови, додека Шарапова заработи двојно помалку $353,000. Во NBA лигата синоќа се одиграа 5 средби. Мајами Хит благодарение на Крис Бош славеше на гостувањето кај Сан Антонио Спарс со 88-86. Бош погоди тројка на 1,1 секунди до крајот за голем триумф на Мајами Хит. Бош мечот го заврши со 23 поени, 9 скока, а Реален придоаде 14 коша. Тимот на Мајами играше без Леброн Джеймс и Двен Вейт. Во поразениот Тим Данкан реализираше 17 коша и 12 скока, а Леонард предоаде 17 поени и 11 скока. Њујорк Никс ја забележа 8-та победа поред со одвајајќи го Бостон со 108-89. Кармело Ентони имаше 24 поени и 10 скока, кои се блиску до освојување на титулата во Атлантик дивизијата и по цели 9 години ја добија серијата со Селтикси. Грин даде 27 коша, а Пол Пирс имаше 24 поени и 15 скока за гостите. Чикаго Булс беше во негатива против Детройт, но на крајот го стигна дефицитот од 13 поени и славеше со 95-94. Денг со 28 поени и Нейт Ромизон, како и Џими Батлер со по 16 поени беа најефикасни кај биковите. Стаки постигна 25 поени за Детройт, кои немаат победа над Булси од 2008 година. Во другите средби Вашингтон го победи Торонто со 109-92 и Њу Орлеанс со 20 разлика го победи Кливленд со 112-92. За вечера во NBA лигата предвидени се 8 надпревари.